Добар ден, го следите првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Почуваме со најава на делот содржините. Денес Македонија одбележува 112 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Денес се навршуваат 35 години од смртта на Јосип Броз Тито. Првомајските излети поминаа, но по излетниците останаа големи количини отпадоци. На истокот деновиве комуналците во акција, а во Кочани денес чистија и учениците. Чистите раце спасуваат животи. Ова е мотото на глобалниот ден за хигиена на рацете. Чистите раце се главна превентива за инфекциите и начин за намалување на употребата на антибиотици. Денес Македонија одбележува 112 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Во Штип имаше панихида и полагање цвеќе на спомен релјефот во Новосело. Пригодни манифестации имаше и во Делчево, градот што од 1950 година со гордост го носи името на револуционерот. Денес и во Делчево се одбележаа 112 години од смртта на Гоце Делчев. Во градот кој го носи името на македонскиот револуционер со полагање на свежо цвеќе пред неговиот споменик се одбележа почитта кон неговиот придонес за ослободување на македонскиот народ. Свежи цвеќиња пред бистата на патронот Гоце Делчев во градскиот парк положија градоначалникот на општина Делчево Дарко Шеқтански, делегација од единицата на локалната самоуправа, представници од Советот на општина Делчево, политички партии, локални институции и здруженија на граѓани, делчевските пензионери и поранешни борци. Литературно читање за животот и делото на Гоце Делчев пред присутните прочитаа членовите на културно-метничкото друштво, кој со децении го носи неговото име. Инаку градот Делчево името по големиот великан Гоце Делчев го добива на 23 април 1950 година, кога Президиумот на Народното собрание на Народна република Македонија донесува одлука Царево село да биде преименувано во Делчево. Покрај Царево село, Делчево ги има и старите имиња Султанија и Василево. Освен културно-метничкото друштво, Издравствениот дом во Делчево го носи името на Гоце Делчев. Денес се навршуваат 112 години од смртта на идеологот, организаторот, водичот и една од најмаркантните личности на македонското револуционерно ослободително движење, Гоце Делчев. Голем број на функционери се собраа да ја покажат длабоката почит и целокупниот придонес на овој великан. Во есента 1894 година го добил учителското место во Штипско Новосело, каде што веќе работел Даме Груев. Тука влегол во редовите на Македонската револуционерна организација и активно се вклучил во проширувањето на организационата мрежа во околните градови и села. Мощна и значајна е Делчевата дејност идното лето, кога во Солун се одржал конгрес на организацијата. Заедно со Ѓорче Петров се ополномошени да го изработат уставот и правилникот на организацијата, а изработениот устав носи наслов Устав на тајната македонска одринска револуционерна организација. И основното училиште Гоце Делчев денес го слави Денот на училиштето. Одбележувањето на Денот на училиштето започна со пригодна програма која што започна уште во четвртокот, кога се реализираше литературно читање, понатаму спортски надпревари, а денес е официјалниот ден каде што нашите ученици подготвија театарска представа насловена како Снег во јуни, и мотото на оваа представа е дека сите сме различни, но сепак исти. Гоце Делчев е наш идол. Тој бил еден од револуционерите на Македонија кој што се борел за денешната Македонија, кој што се борел против турците. Тој е нашиот Гоце. Снег во јуни е символична представа која ги символизира 4 годишни времиња кои се различни, 12 месеци кои имаат различни карактеристики, како што и учениците во нашето училиште се со мешан етнички состав, сите се различни, а сепак сме исти. Гоце бил автентичен водач на македонското револуционерно движење. Тој високо го издигнал неговиот интернационален и космополитски поглед. Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар на народите. Ова мисла го вбројува Гоце во редот на светските хуманисти. Низината порака до ден денес не изгубила од својата актуелност. Делчев загина пред вечерието на Елинденското востание на 4 мај во селото Баница Серско, во борби со Османлинската империја, која го обколила селото
Инаку овој национален херој е роден на 4 февруари во 1872 година во селото Кукуш. Денес се навршуваат 35 години од смртта на Јосип Броз Тито, доживотен председател на Југославија, лидер на комунистичката партија и водач на борбата против окупаторот во Втората светска војна. Беше еден од основачите на движењето на неврзаните. 3,5 децении по неговата смрт се уште има подвоени мислења околу неговата историска улога и дело. Денеска се одбележуваат 35 години од смртта на Јосип Броз Тито, кој е роден на 7 мај 1892 година, а почина на денешен ден 1980 година и е југословенски комунист и лидер на комунистичката Југославија од 1945 година се до неговата смрт. И покрај неговата голема слава, денот на неговата смрт не се одбележува. Сојузот на борци со големи амбиции за одбележување на овој ден. За нас Сојуз на борците е потребно да се одбележува ликот и делото на Јосип Броз Тито, мада има некои сили кои сака да унамалат неговото учество, меѓутоа на сите ни е познато дека како Тито на второто заседање на Авној во Јајце не го подпишал указот со кој Република Македонија се става како равноправна членка со сите останати републики, како што се Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, немало да има и денешна Македонија. Во времето кога југословенскиот лидер поставувал ред, сите биле задоволни. Денот на неговата смрт бил тажен и трагичен за граѓаните. Тога сите почнаа и да плакат. Кој беше на него? Тога они касно едно 2 до 3 дена го крија, после ја изјавија и после целиот народ беше растресен. Државата беше расплакана 5-6 дена. Народот имаше такова да се подпишува. Тоа редици беше, редици, манастир. Толку што беше да се запишуваат од таа книгата. Па сите такува. Поред него што беше он добар. За цел свет беше добар. Имаше ред многу бав. Како признание на несомнените државнички способности и успеси на Јосип Броз Тито, на неговиот погреб во мај 1980 година присуствувале бројни високи странски делегации. Првомајските излети помина, но по излетниците останаа големи количини смети и отпадоци. Комуналните предпријатија на истокот деновиве се со полни раце работа, а во Кочани денес расчистува и учениците. Секое масовно собирање на нашите сограѓани во природа го опишува општиот карактер или однос на дел од нас. Таков е случајот и со одбележувањето на 1 мај, денот на трудот, кој голем број штипјани го поминаа на повеќето излетнички места во околината на градот. Резултатот е оставање големо количество смет, кое во текот на изминатите денови вработените во работната единица комунална хигиена при јавното предпријатие ИСАР го собираат на повеќе локации. Онаму каде што беа излетничките места и каде што има фрнано смет, сето тоа ќе се санира, ќе се собере, ќе се среди, или онаму на пољаните каде што луѓето беа на излет, најдовме големи количество на ѓубре, веќе нашите екипи работат и сето тоа ќе биде средено. Освен излетничките места, оние кои празникот го поминаа во своите домови, наместо во блиските контейнери, сметот го оставале во непосредна близина на истите. Значи, јавното предпријатие ИСАР веднаш после завршување на празникот ги прати своите екипи на терен, камионите излегува на своите реони да го фрлат сметот. Имавме зголемено количество на смет за време на празникот, меѓутоа денес, во текот на денешниот и утрешниот ден, се до тоа ќе се нормализира. Имаше и совесни граѓани, меѓутоа имаше и граѓани кои што сметот не го фрла во самите контейнери. Сметот беше оставен до самите контейнери или околу контейнерите расфрлан. Она што овие денови беше исто така приоритети за вработените во работната единица паркови и зеленило е уредувањето на уништените тревни површини, нешто кое Бојаджиев истакна дека за кратко време ќе биде санирано. Непосредно по првомајските празнувања изутринава беше реализирана еко-акција на релацијата Кочани Брана Градче. Во акцијата учествуваат членови на еко-одборите од основните и средните училишта од Кочани во соработка со Екопак Хит, а во организација на општина Кочани. Целта на акцијата, во која учествуваа 50 ученици и наставници, е на една од најфреквентните излетнички релации во Кочанско да се исчистат отпадоците што ги остават излетниците по првомајскиот викенд. Денес, после празникот 1 мај, денот на трудот, општина Кочани заедно со Екопак Хит
и училишните екоодбори од секое основно и средно училиште денес е тука за да го соберат сметот кој што го оставиле излетниците. За наше големо изненадување, позитивно изненадување, многу малку имаше оставено смет на излетничките места. Тоа значи дека свеста кај нашите сограѓани постепено се развива и сепак не е на највисокото ниво, затоа што по нешто и успеа да соберат учениците од екоодборите од училиштата. Се надеваме дека идната година со истата оваа акција нема да не идеме воопшто на никаков смет. Ние денес од Екопак Хит дојдовме за да го собереме сметот кој за време на првомајските празници го направиле луѓето на локацијата Гоцева шума. Членови сме на Екопак Хитот. Но изненадени сме од тоа што луѓето многу има свеста и не фрлале многу отпадоци. Само соберавме пластични шишиња и хартија. Акцијата траеше од 8 до 10 часот, а пораката која учесниците ја испратија до своите сограѓани е: не оставајте отпадоци по вас. Ова е уште еден убав пример на грижа кон природата во насока на чиста и здрава човекова околина. За 20 дена стартува расадувањето на тутунот во Делчевско. Во Пијанечко оваа култура годинава ќе се сади на 17,5 хектари. Сезоната на тутунот во овој регион ќе започне со 100 тутунари помалку. За 20 на дена ќе стартува расадувањето на тутунот во Пијанечко. Површините за жолтото злато годинава се намалени за 30%, велат од подрачната единица на Министерството за земјоделство. Реколтата за 2015 ќе започне со 100 производители помалку од минатата година, и тоа на површина од 174.588 метри квадратни. Во Далија Табак е завршена фазата на склучување на договори со тутунопроизводителите за производство на тутун за реколта 2015 година. Согласно Законот за тутун и тутунски производи, овој рок е до 10 април тековната година. Можеме да кажеме дека Далија Табак беше спремна да одговори на барањата на тутунопроизводителите. Тоа подразбира дека обезбедивме доволно семе за сите заинтересирани тутунари. Исто така обезбедивме полиетиленска фолија, така што расадот е веќе засеан, па спремени за расадување. Годинава само 66 производители поднеле барања за производство на тутун по подрачната единица во Делчево, додека минатата година биле 160 тутунари. Интересот за производство на тутун за реколта 2015 година е намален. Тоа се официјални податоци од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија. Тоа е резултат на лошиот квалитет на тутун, согласно на тоа и ниската откупна цена од минатата година, која што не ги задоволи тутунопроизводителите. Се надеваме дека годинава квалитетот на тутунот ќе биде подобар, па така и тутунарите ќе бидат позадоволни. Според податоците во земјава, минатата година биле произведени 30% помалку тутун во споредба со 2013 година. Приносите биле намалени за 20%, а откупната цена за килограм тутун е за 24% пониска. Под слоганот "Чистите раце спасуваат животи", во Македонија се одбележува глобалниот ден за хигиена на рацете. Правилната хигиена на рацете се учи од мала возраст, а Светската здравствена организација контролата на инфекции во наредниот период ја темели токму на хигиената на рацете. Денеска се одбележува глобалниот ден на хигиената на рацете. Под слоганот "Јасно е, чистите раце спасуваат животи", Македонија се приклучи кон одбележувањето на овој ден. Црвениот крст од Штип организираше едукативна обука наменета за децата од најмала возраст во штипската градинка Стибо, со цел уште од мали нозе дечињата да знаат колку е важно одржувањето хигиена, како на миењето раце, така и миењето на запчињата. Денеска тука во просториите на градинката Стиво, заедно со дечињата кои се дел од оваа градинка, заеднички го поминавме предавањето за здравствена заштита и за хигиенизација. Ова се тековни активности кои Црвениот крст на Република Македонија ги спроведува секоја година и се во календарските активности на Црвениот крст.
Хигиената на рацете е единствениот начин за заштита на разни инфекцијски болести, како и ширењето на заразни бактерии кои се наоѓаат насекаде околу нас. Здравствените работници треба на највисоко ниво да ја одржуваат хигиената покрај болните лица, бидејќи лицата во лоша здравствена состојба се најмногу имуни на бактериско заболување. Правилното одржување на хигиена е услов за долг и здрав живот. По повод Светскиот ден на книгата и авторското право, но и за одбележување на патрониот ден, Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев од Штип денес ги награди најдобрите литературни дела од конкурсот на тема Книгата огледала на душата. По повод 23 април, Светскиот ден на книгата и авторското право, од Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип беше распишан литературен награден конкурс. Денес, по повод одбележувањето на 112 годишнината од смртта на Гоце Делчев, беа доделени наградите на пријавените. По повод 23 април, Светскиот ден на книгата и авторските права, библиотеката Гоце Делчев од Штип секоја година го организира меѓуопштинскиот награден литературен конкурс за песна и краток растез. Оваа година сите надпреварувачи се надпреваруваа на темата Книгата огледало на душата. Надпреварувачите се надпреваруваа во 3 категории. Конкурсната комисија задоволна од одзивот и пристигнатите песни и раскази. На наше големо задоволство во втората категорија од 600 до 9 оделенија пристигнаа навистина голем број творби, од кои првото место припадна на еден прозен состав, навистина добар текст кој што припаѓа на Ивона Соколовска, станува збор за млад талент, млад писател, меѓутоа доста добро што во овој период на постмодерната македонска литература таа ги допрела токму тие техники и тие постмодернистички елементи. Втората и третата награда ја делат тројца учесници на овој конкурс. Наше големо задоволство сепак станува збор за добри творби, говорам за овие што се веќе наградени, творби кои што се одликуваат со звучност, еуфоничност, рима, ритам и многу е добро тоа што за оваа возраст во творбите е содржан и хуморот по примерот на светската литература. Јас како што доставуваат ја традиционално секоја година, така библиотеката се заучи традиционално секоја година да ме земе во комисијата, така во мојот ресор оваа година се учениците од првото до пето оделение и има пристигнато 29 творби. Ова што сакам да кажам генерално. Мене ме радува што сите ученици во своите творби така со восхит пишуваат за книгата. Дека тоа нешто најубаво на светот, дека и отвора нови светове, дека со книгата да другуваш најдобро, никој пат не те изневерува. Дури да се најдеш на пусто остров, ако си со книгата, не си сам. Наградените и менторите уште позадоволни од постигнатиот успех. Чувството е неописливо. Кога ми се јавеа, јас не знам, ке полетав од радост, многу бев среќна, многу повеќе се израдував на низиниот успех отколку кога имав јас успеси, кога добивав награди за на ваков сличен литературен конкурс. И апелирам до сите ученици да се пријавуваат на наградни конкурси, сите што имаат талент за пишување и афинитети. Баш е убаво да добиеш и да знаеш дека си еден од надградените и чувството е неописливо, треба да се доживе за да може да се почувствува и да се опише. Јас овој состав го напишав заради баба ми, која што почина пред 40 дена и така ме инспирираше за да го напишам ова. На објавениот конкурс учествуваат 29 учесници од прво до пето оделение, исто толку во категоријата од 600 до 9 оделение и 10 учесници во категоријата возрастни. Беа доделени по 3 награди во секоја категорија. Културната соработка меѓу Штип и Вараждин придонесува за афирмација и на останатите квалитети на нашите држави. Ова денес во Штип го истакна во заедницата на Хрвати, кои се организатори на гостувањето на Вараждинскиот театар и монодрама која е дело на правнукот на познатиот хрватски писател Симон Матавољ. Соработката меѓу Штипскиот и Вараждинскиот театар трае повеќе од 10 години и се повеќе се продлабочува. Со културната соработка на повисоко рамниште се подига и соработката меѓу двата града во сите останати области. Истакна на средбата со представници на заедницата на Хрватите во Штип по повод гостувањето на Вараждинскиот театар, градоначалникот Захариев. Сдруженијето на Хрватите во нашиот град е пример како една заедница, иако не е многобројна, може да даде добар допринос за нашиот град и на културен план, и на економски план, и на секаков план и мислам дека Долорес е пример како треба се работи и да се одржува на некој начин една добра соработка меѓу двете држави.
Таа е Дубровчанка. Плод на таквата соработка и престојната представа, чиј автор е Стојан Матавулј, инаку правнук на познатиот хрватски писател Симо Матавулј. Имаме една прекрасна представа Комушење на мозокот со во изведба на нашиот гостин. Јас само можам да кажам, да, јас сум хрватка, но живеам во Македонија. Прво ми е Македонија, Хрватска ми веќе стана мисловно именка, бидејќи многу далеко, а јас ја сакам Македонија. Авторот на текстот и актер Матавулј, говорејќи за своето гостување во Штип, подвлече. Изузетно ми е драго што сурадња измеѓу мог националног хрватског народа. Посебно ми е драго што соработката меѓу Штипскиот и Вараждинскиот театар трае толку долго, што пред се сме добри соработници и се надевам дека со помош на вашиот и нашиот градоначалник таа ќе трае уште долго. И нашего у Вараждину још дуго трајат. На Универзитетот Гоце Делчев се реализира проектот Балканска младинска редакција, во која учествуваат студенти од 3 балкански држави. Целта е квалитетна новинарска едукација и формирање на редакција на младите од Македонија, Босна и Херцеговина и Србија. Во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Штип денес започна обука за дел од проектот на Балканската младинска редакција, а ќе трае 6 дена. Станува збор за проект во кој млади луѓе од регионот имаат можност преку оваа обука да се стекнат сознање од областа на новинарството и медиумите и да бидат дел од Балканската младинска редакција, која ќе биде медиум. Во оваа редакција се вклучени млади од 3 држави – Македонија, Босна и Херцеговина и Србија. Денеска почна официјално реализацијата и имплементацијата на проектот Балканска младинска редакција во Македонија. Работилницата ќе трае 6 дена, ќе има 2 траки, едната е новинарство, основи на новинарство и втората е основи на аргументација. Веќе направивме една работилница во Ниш, која што помина успешно во секој од 3 партнери градови, Ниш, Штип и Сараево. Имаме по 20 учесници, кои што на крајот од проектот, кој што завршува во декември, ќе произведат вкупно по 200 медиумски продукти во сите 3 градови. Почетните подготовки беа во јануари, односно 2 месеци се подготвувавме за она што веќе го имплементираме сега и очекуваме да продолжи и идната година, со тоа што истовремено очекуваме и платформата, односно youtnewsroom.net, да биде медиум кој што ќе биде воден од млади и кој што во регионот не е забележан како таков и ќе даде едно ново светло на медиумскиот простор во овие 3 земји. Веруваме дека ќе помине успешно, она до сега што го имаме како искуство дава такви насоки и очекуваме да се случи и до година, со тоа што можеби ќе вклучиме и некои други градови, можеби и некои други држави, меѓутоа исто така постоечките, односно оние кои што учествуваат во пилот проектот ќе продолжат, односно ќе имаат активно учество во истоимениот. Наредната работилница ќе се одржи во септември, каде што ќе има предавање за новинарството и дигиталното раскажување на приказни. Производот од младите во обуката ќе бидат објавени на онлайн платформа. Во овој проект се вклучени 60 млади луѓе од 3 балкански земји, односно по 20 од секоја земја. Властите во најзападната индонезиска провинција Ачех денеска објавија дека го донеле законот според кој во иднина во училиштата одвоено ќе учат машките, а посебно женските деца. Представник на провинцијската власт во главниот град Банда Ачех најави забрана на ист мотор да се возат припадници од различни полови, а особено строго ќе се санкционираат случаевите жена да вози маж. 39 годишно лице од Србија се разнел со бомба во семејниот стан, активирал бомба кашикара пред неподвижната мајка, починал на лице место, а жената останала неповредена затоа што синот легнал врз бомбата. Повеќе од 5800 имигранти кои се обиделе да го преминат Медитеранот и да стигнат во Европа се спасени во текот на викендот со бродови во близина на либиското крајбрежје, а пронајдени се 10 тела на починати имигранти. Само вчера се спасени над 2150 имигранти. Двајца затвореници загинаа, а најмалку 21 беа повредени во судирите во затвор во грчката престолнина Атина. Инцидентот се случил во неделата вечер. Причините за судирите останува непозната. 8 од повредените се во тешка состојба. Во експлозија на бомба која го погоди училиштето во сирискиот град Алеп, починале најмалку 7 цивили, помеѓу кои 4 ученици и 1 наставник. Учениците играле во училишниот двор кога ги погодила бомбата.
Откако ја одбрани титулата на меѓународното германско првенство на VFMC, федерацијата во кикбокс во лајт контакт, беровчанецот Кристијан Воденски продолжува да нижи успеси. Новото одличие кој што го освои младиот кикбоксер е бронзен медал, медал кој што го заработи на 32-иот национален Јохан Гелц Геденхинс турнир во борење грчко-римски стил. Кристијан настапи во категоријата до 25 кг, а иако има 23 кг, тој оствари 3 победи, а при тоа забележи 2 порази. Инаку домакин на ова надпреварување беше германскиот град Фирд. Како што веќе порано е познато, Воденски се надпреварува под македонско знаме, иако имаше понуда да земе германско државенство и е шампион во неговата категорија во повеќе боречки спортови, меѓу кои борење, кикбокс, бразилско џиу-џицу и теквондо. Штипска Брегалница дефинитивно пишува своја, но историја на македонскиот фудбал, како екипа која 9-1 по друго надпревари во елитното надпреварување, не знае за примен гол, а со тоа секако не знае и за пораз. Вчера на градскиот стадион во Штип, фудбалскиот клуб Брегалница го совлада Тетекс од Тетово со 1:0. Надпревар во плей-аут фазата, без посериозни шанси и на двете страни на стартот од дуелот, иако Брегалница ја имаше иницијативата во целиот надпревар. Во битката за опстанок во лигата, Брегалница ја задржа лидерската позиција, бидејќи славеше над Тетекс, а победата ја донесе Христов во 39-та минута. Фудбалскиот клуб Брегалница во последните неколку надпревари покажа одлична одбрана и во 5 одиграни надпревари Брегалница нема примен погодок. До победа дојде и Пелистер, кој славеше во гости кај Турново, на кој победата им ја донесе Гоце Тодоровски во 56-та минута. Третолигашите од источната конкуренција го одиграа редовното 19-то коло, во кое лидерот Беласица по подолг период забележа пораз. Беше поразена на гостувањето во Лозово кај тимот на Работник со 1:0. Со 1:0 Брегалница голак во Делчево славеше на тимот на САС од Македонска Каменица со голот кој го постигна Даниел Гоцевски. Највисока победа ова коло забележа тимот на Тиверија, која што со убедливи 9:0 го собода тимот на 14 октомври, екипа која што и по ова коло останува без бодови на дното на табелата. Високи 5:1 забележи тимот на Овчеполе на гостувањето кај Штипски баби, додека висок резултат забележи тимот на Плачковица, кој што со 4:0 го совлада тимот на Напредок Здраве Радово. Во последниот надпревар од 19-тото коло Согово и Слог 1934 ги поделија бодовите одигрувајќи 0:0 на теренот Никола Мантов во Кочани, надпревар во кој иако домакините имаат 3 играчи повеќе, сепак не успеа да израдуваат домашната публика. По ова коло Беласица е прва со 48 бодови пред Плачковица кој има 47, Напредок Здраве Радово со 33, Овчеполе со 31. На дното на табелата на 9-та позиција се Штипски баби со 23, пред Слога Виница која има 20, додека на последните две позиции се наоѓаат екипите на Тиверија со 14 и 14 октомври без бодови. Ова е се во првиот дневник на Канал Плюс. Повеќе за актуелностите на истокот гледате во 20 часот, а во меѓувреме посетете го нашиот веб портал kanalplus.mk. На крајот од дневникот е временската прогноза. Пријатно попладне.